Денес сме во посета на општина Јегуновци. Пред малку го завршивме состанокот со локалното население тука. Дополнително ќе имаме состаноци со одредени компании кои што работат во оваа општина. Крајно сме разочарани од работењето на власта во рамки на општина Јегуновци, впрочем како што е нели состојбата и со сите општини во Македонија, меѓутоа она што е најзапрепастувачко во оваа општина е тоа што кога ќе се исклучите од автопатот Желино и ќе се возите кон Јегуновци, селото Јегуновци, ќе забележите прво дека од двете страни на патот имаме депонија, која што депонија се создава значи со години и за која што воопшто во изминатиот период никој не се грижи. Прво сакам да споменам дека на последните локални избори власта на Социјалдемократскиот сојуз ветуваше рехабилитација на регионалниот пат Желино Јегуновци, меѓутоа и самите забележуваме дека воопшто ниту 100 метри од патот не се рехабилитирани. После парламентарните избори 2020 година, Советот, предводен во општина Јегуновци, предводен од страна на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, донел одлука за затварање на единственото комунално предпријатие кое што го имале тука и до овој момент оваа општина нема комунално предпријатие. И сега ние во услови на најголема здравствена криза имаме население кое што не може да си го исчисти својот отпад, односно отпадот е секаде по нивите. Градоначалникот во изминатиот период нема направена апсолутно никаква инвестиција во оваа општина, со исклучок на еден обид, да кажеме, за инвестиција, а тоа е да почне да ја гради фекалната канализација. Ние сме денес точно во село Јанчиште, каде што требало и да започне таа инвестиција. Како што реков, значи има некаков обид, почната е изградбата, меѓутоа како што почнала изградбата на оваа канализација, така асфалтот кој што значи е ставен врз канализацијата е комплетно пропаднат, значи инвестиција многу поскапа во однос на иста ваква инвестиција направена не така одамна од страна на еден друг градоначалник, која што функционира. За жал оваа инвестиција кажува само дека парите се злоупотребени, ајде да не се изразам другачие, и платени се цени многу повисоки од оние што се плаќале во минатото, а ефект нема никаков. И за крај само сакам да кажам дека во 21. век општина Јегуновци се соочува со проблем да нема вода, посебно во селата Ротинце, Копанци и Жилче, особено во летниот период кога печалбарите доаѓаат тука. Ова е комплетно неприфатливо и пак ќе кажам комплетно разочарувачки во 21. век во една ваква општина под Шар планина луѓето да се соочуваат со проблем да немаат основни услови за живот. Јас верувам дека после локалните избори состојбата ќе се смени, затоа што и во минатото било така, гледаме и денес многу инвестиции од еден минат период кои што останале и траат. Верувам дека и после овие локални избори ќе добиеме значи градоначалник кој што ќе се грижи за населението и кој што ќе остави за себе резултати, а не вака еден обид кој што уствари на крајот пропаднал и нема никакви резултати. Ви благодарам.